како што најавивме во периодот кој што следи, ќе бидеме на терен да ги исполниме оние ветувања кои што ги дадовме пред граѓаните. Вчера бевме во Кисела вода, денеска сме овде во Газибаба, во населеното место Страчинци. Сето она кое што го ветивме пред граѓаните во предизборието за време на кампањата за овие локални избори мора да биде реализирано. Нема да критикуваме, нема да бараме изговори колку е лоша состојбата во општините кои што ВМРО ДПМН и градоначалниците на ВМРО ДПМН ги превзема од претходниците кои што беа од СДСМ, затоа што ако биле добри, народот немало нас да не гласа, ќе ги гласале нив. Таква е ситуацијата каква што е. Денеска сме овде во Страчинци, започнуваме односно градоначалникот започнува да го исполнува тоа што е ветено пред граѓаните. Започнува со работа, изработка на оваа фекална канализација со цевки ФИ 200, повеќе од 170 приклучоци од тоа што умеав да слушам од луѓето кои што се овде. 170 семејства ќе добијат приклучок до оваа фекална канализациона мрежа, што до сега не било случај. Тоа е првата фаза, ќе имаме и втора и трета фаза. Очекуваме дека овој проблем конечно ќе биде решен заедно со една пречистителна станица, сега не го гледам господинот кој што ми објаснуваше. И со тоа жителите на населеното место Страчинци во 21 век ќе ги добијат пристојните услови за живот, бидејќи за жал во овој момент во 21 век тие ги немаат. Продолжуваме и понатаму интензивно да ги исполнуваме ветувањата, затоа што на народот му е прекуглаво од поделби, на народот му е прекуглаво од политиканство, народот сака нормално да живее, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и власи, и роми, и бошњаци, сите луѓе тоа се народот на Македонија и тие луѓе сакаат да остават нешто за себе, да остават нешто за своите деца и не сакаат повеќе да го гледаат тоа наше политичко мучуриште и валкање во нашата кал. Сакаат да видат живот. А ние сакаме да бидеме дел од тоа што тие сакаат да го видат, а тоа е животот. Доста од политичари во кожни фотели со скапи црни лимузини како пристигнуваат на настани, со многу обезбедувања, со многу протоколи и церемонии. Редно време е политичарите да ги облечат чизмите и заедно со народот да ги засукаат ракавите и да се зафатат за работа. Политичарот треба да е слуга на народот, а не да биде над облаците и над народот. Тоа е заедничкиот патриотизам и тоа е она кое што ВМРО ДПМН и оваа генерација го промовира. Ви благодарам. Ако имате прашање, оставам да спорам. Ако имате прашање, поверете. Ако немаш за оваа тема? No. Вчера кажавте дека ако до крајот на оваа година државата не набави газ до декември, до крајот на декември, дека од 1 јануари Скопјани ќе останат без затоплување. На што се темалот овие ваши тврдења? Не набавува државата, набавува БЕК, односно компанијата која што обезбедува ресурс за да произведе топлина, со таа топлина да се греат Скопјани во оној дел во кој што има топлификациона мрежа, која што е надвор од топлификационата мрежа на поранешно Елен, сегашно СМ. Според моите информации, пред 2 дена во регулаторна комисија представници на БЕК имале состанок со представници на регулаторната комисија. И на тој состанок представниците на БЕК ги предупредиле регулаторите дека обезбеден е газ до крајот на оваа 2021 година, односно до 31.12. И тие исто така изјавиле дека може да обезбедат газ со кој што ќе се произведува топлина, а со која што ќе се затоплуваат граѓаните и од 1.1.2022 заклучно докога е потребно затоплувањето, се разбира, и дека трае грејната сезона, но тој газ е 3 пати поскап од тој газ кој што сега го користат и врз основа на кој е пресметана цената на грејење за домовите на Скопје. Што значи тоа? Тоа значи дека најмалку 2,5 пати, според нивните кажувања, би требало цената за затоплување на Скопјани да биде зголемена, бидејќи 70% од таа цена учествува гасот. 70%. На прашање на регулаторите, добро, тоа е премногу, како ќе го решиме, вика фалат 25 милиони евра. Ако државата ни даде субвенција од 25 милиони евра, тогаш цената на гасот, односно цената за затоплување нема да порасне за 2,5 пати за Скопјани кои што се греат на топлификационата мрежа на БЕК.
А тоа е невозможно на приватна компанија државата да дава 25 милиони евра. Тоа беше поентата на мојата изјава од вчерашната емисија, каде што гостував, или накратко кажано, по оваа цена газ е обезбеден до крајот на оваа година. За од 1.1. може да се обезбеди газ, но за 2,5 пати повисока цена. Ако сега цената е $300 за 1000 нормални метри кубни, таа цена сега на пазарот е околу 800. И за ова предупредувавме, и за ова велевме уште во јуни месец, но за жал немаше кој да не слуша. И за жал, нивната неспособност сега ќе ја плаќаат граѓаните. Како што секогаш бива со оваа влада предводена од СДСМ и Зоран Заев. Ако имате други прашања, коментар околу Европската развојна банка која го прекина проектот за финансирање на Штипската болница, а тие информации ги имате, како што кажавте во јавност. Да, и тоа го кажа вчера. За жал, Европската банка го има прекинато финансирањето на проектот и тоа со заклучок дека после прогресот кој што е направен во првите 18 месеци кога е започнат проектот, а проектот е започнат февруари месец 2018 година, и после прогресот кој што е направен во првите 18 месеци, за жал, од есента 2017 година, период кога практично новата влада на СДСМ и Зоран Заев е избрана, имаме драматично намалување на активностите кои што се еднакви на нула. И поради тоа, Европската банка сега одлучува да преостанатиот дел од средствата кои што ги има обезбедено за финансирање на овој проект, а тоа е клиничката болница во Штип, а кои што се во висина од повеќе од 13 милиони евра, да ги стопира, односно да не ги пренесе на Македонија за да може овој проект да биде завршен. Се сеќавате како драматично го најавува проектот за клиничката болница овдека во Скопје, кој што народски кажано не се знаеше ни кој го проектирал, ни дали е проектиран, ни како ќе изгледа, ни што ќе изгледа, само се знаеше дека цената е 500 милиони евра, пари кои што ќе ги платат граѓаните, и со тоа ќе го пробиевме најверојатно Гинисовиот рекорд за најскап клинички центар некогаш направен во историјата на човештвото. Но еве имаме сега таков еден со обезбедени пари, со обезбеден проект кој што оваа власт и овој министер за здравство, за жал, не само што не го заврши, а после 52 месеци, туку напротив и средствата кои што веќе ги беше обезбедила Европската банка се сторнирани. Тоа е овој допис. Еве го тој допис. Ова е дописот од Централната Европска банка, може да го видат камерите, и велат дека, ќе прочитам, бидејќи имаме многу слаб прогрес од есента 2017 година и дека практично проектот стои, преостанатите 13,43 милиони евра кои што беа обезбедени, се вика will be cancelled, односно ќе бидат прекинати. Ова е делото на нова влада која што не води во прогрес. Ова е прогресот на Венко Филипче и на Зоран Заев. Ова е прогресот. Треба да го види македонската јавност. Не е се во крадењето, не е се во неспособноста, затоа реков, прекуглавамо е на народот од вакви порази, да се засукаат ракавите, да се облечат чизмите и доле заедно со народот на терен да си ја градиме Македонија. Тоа е она што сите ние го имаме. Ви благодарам. Едно политичко прашање. Вчера вице-премиерот Димитров кажа дека ако датумот не биде во декември, очекуваат со развојот на настаните во Бугарија тоа да се случи во јануари. Вие од ВМРО ДПМН сте песимисти дека ќе се случи во декември? Не сум јас песимист. Јас сум оптимист и сакам да се случи. И овој народ го заслужува тој датум. И овој народ го заслужува тој почеток. И не е прашањето дали Димитров ќе биде секундант и ќе ги брои неделите и месеците кога ќе се случи тој датум. Во Брисел треба да се состане Европскиот совет, да заборави на уцените кои што дајат од кај нашиот источен сосед и иденината која што земјички треба да ја градиме во Европа, да ја градиме, а не да се враќаме 2 века наназад и сега за иднината да бараме одговори 2 века наназад, кој бил што бил. Не ги разбирам овие европски вредности. Ако се овие европски вредности, ја навистина сум шокиран. Но знам дека не се тие европските вредности и знам дека сите земји членки на Европската унија овој пат ќе вразумат соседна Бугарија и ќе промовираат оние
вистински европски вредности врз основа на која е создадена таа унија, односно вредностите кои што своевремено ги имаат промовирано Аденауер, Шуман и де Гаспери. Тоа се вредностите на обединета и подеднакво развиена Европа. Ке станат на патот на овие хегемонистички барања од нашиот источен сосед и новој народ во срцето на Балканот ќе му овозможат и ќе му дадат можност да преговара и да може еден ден да седне со нив на иста маса и да ги сподели тие исти вредности. И не сум јас песимист, јас сум оптимист. Дали доколку декемврискиот самит повторно биде неуспешен, ќе инициирате, да речеме, лидерска средба, да седнете сите на иста маса и да се договорите некако за вашето барање за избори, бидејќи секој ден тие од власта го одбиваат Барањето за избори. Барањето за избори не е поврзано со датумот. Ако немаме почеток на преговорите, ќе има разочарување меѓу народот. Јас не сакам повеќе да го разочаруваме народот. Не е прашањето поврзано со изборите. Избори треба час поскоро да се случат уште утре. Бидејќи народот ја делегитимираше ова влада на СДСМ и Зоран Заев. Датата е за почеток на преговорите е само признание од страна на Европа за овој народ, за оваа држава, за Македонија, која што многу дава за истата оваа Европа во децениите наназад и во годините наназад. Единственото нешто ние што го бараме е да ни се почитува правото да можеме да преговараме и да бидеме дел од Европската унија, онаму каде што сакаме да бидеме. Затоа што ги споделуваме тие исти вредности со тие држави кои што се дел од таа иста Европска унија. Датумот за избори предвремени не зависи од ова, не е поврзан. Тие два процеса ве молам да не ги гледаме заедно, туку тие два процеса се одвоени. Имаме делегитимирана власт, што е факт, и имаме Европски совет кој што треба да се случи и кој што треба конечно да даде зелено светло да почнеме да преговараме со Европската унија. Тие два процеса се сосема различни. Лидерска средба? Па реков јас, лидерска средба секогаш може да се случи, но таа лидерска средба не гледам на која тема ќе биде, со кои сега да седнеме со Стево Пендаровски. Стево Пендаровски исчезнат, ја не знам, го слушнавте вие каде, даде он, каже некој коментар за ова што се случува во Македонија. Јас не го гледам, единствено мене што ме критикува од време на време која ќе добие нарачка од Зоран Заев, јас друго не сум го слушнал, дека превземал за народот што го гласаше. Затоа што енергетската криза подразбира и безбедносна криза. А безбедноста е, како што знаме, и негова ингеренција. Ја не сум го слушнал он да излезе, да побара, да се обрати пред пратениците, да организира нешто, да се информира, јас наистина не знам. Сега гарант, после оваа моја изјава, ете тиго ќе се јави со соопштение Миле Бошњаковски или како се вика, Мицковски, ваков, таков, онаков, тоа отплика. Ќе му нарачаат за Брчанец на Миле, Миле ќе напише соопштение и тоа ќе се лиферои до следниот пат. Тоа е активноста на Стево Пендаровски. Друга активност не сум видел. Добро, во меѓувреме владата најавува и можна реконструкција, што алудира на тоа дека нема да има брзи избори како што вие барате. Има ли ВМРО ДПМН план како ќе постапува во следниот период и во собранието? Има план. Сите демократски кои што ги имаме, би рекол, чекори ќе ги искористиме, но на што за мене како човек е поважно, сум излегол пред овие луѓе, сум се обврзал, сум дал ветувања, тие ветувања заедно со градоначалниците кои што овој народ ги бирал, да ги исполниме, да покажеме дека можело поинаку. Можело честно да се работи, дека можело да се исполнува тоа што е ветено и дека не сме сите исти. А тие ќе ги оставиме и понатаму да се препелкаат во нивната политичка кал и со мафијашки методи по принципот на некои банди од Латинска Америка да уценуваат и киднапираат пратеници, како што тоа беше последниот случај. Тие нека останат во своето политичко мучуриште, а ние одиме напред со реализација на ветената. Тоа е нашиот план. Ама сметате ли дека со реконструкција на владата нешто ќе се реши? Не, напротив, нема таму потенцијал. Нема таму потенцијал во тие луѓе, јас не гледам никаков капацитет за прогрес. Напротив, за регрес, односно за враќање назад. И видете вие кампањата беше континуирано негативна црна кампања која што не потсетуваше како е пред 10-15 години. Таква е кампања. Нивната ментална матрица е таква. Тие не може да направат стратегија и визија за напред. Нивната ментална матрица е врз основа на тоа на кое што го лажа народот што се случуваше пред 10-15 години. Ние гледаме напред. Ние гледаме кон иднината и заедно со народот да создадеме нова иднина. Тоа е нашата цел. И благодарам. И уште едно кратко прашање, ако може, за вчера експлозија, мини експлозија се случи во хидроцентралата Вруток и дали имате информации за рек Битола, што се случува во моментов, каква е состојбата таму? Рек Битола е во катастрофална ситуација, работи еден блок, вториот блок со третина од својот капацитет, бидејќи нема доволно количество јаглен, нема услови за да работи со 100%.
Тоа што вчера се случи во ХЕС Вруток, Елем го правдаат дека откажал практично осигурач од мрежата, поради, предпоставувам, зголемен напон или па зголемена потрошувачка, но и тоа е ненормална појава, и тоа е нестационарна појава, ние велиме. Чим тоа се случува, треба да видиме што е причината за тоа да се случи, бидејќи единствениот хидропотенцијал кој што има колку толку некаква вода внатре во себе 7-8%, пошто другите се на 1-2%, ни е каскадата Вруток. И која што влече вода од Мавровскиот базен. И ако и таа ни откаже, тогаш ние навистина ќе останеме без ниту еден производен функционален капацитет. Неготино не работи, нема мазут, Битола работи со третина блок од трите, хидроцентралите се испразнети, за жал полни се џебовите на фамилијата на власт од украдени тендери, а народот е тој кој што на крајот од денот ќе плати сметката за оваа неодговорност. Затоа е потребна одговорност. Одговорност е неопходна ако сакаме да одиме напред, затоа што само така можеме да бидеме подобри и нема да ни се повторуваат грешките. Ако останеме вака и поминеме преку ова, дека е ова само дел од нападите на опозицијата врз власта, сите ние губиме за жал, а народот на крај ја плаќа сметката. Тоа е тоа.